Екипата на Вардар во третото коло чемпионатот на Македонија дојде до вториот триумф. Во неделата во Битола совладана беше екипата на новиот прволигаш победа од Прилеп, минимално со 1-0 во надпревар во кој црвено-црните не реализираа уште најмалку 300% шанси да дојдат и до поубедлива победа. Дуелот се одигра во Битола поради реновирање на стадионот во Прилеп. Уште во петата минута вардарци се заканија кога Брдаровски испрати центаршут од десната страна кој заврши во рацете на Талески. Набрзо потоа и Лјамчевски центрираше до Глигоров. Овој врати на петерецот, каде што во мешаницата Боарето не успеа да се снајде откако Талески повторно реагираше и ја отстрани опасноста. Во 13-тата минута и првата посериозна закана. Којашевиќ поведе контранапад и мина неколку играчи. Го проигра Фелипе кој беше осамен, но како да беше изненаден од шансата, па голманот Талески успеа да му ја одземе топката. Нова мешаница по нафрлената топка од Лјамчевски и одбраната на победа успеа да ја расчисти и оваа ситуација. Уште една закана на Вардар. Лјамчевски од левата страна нафрли. Одбраната на победа расчисти само до Фелипе, кој што од 17 метри шутираше само над голот. Во 22-та минута по изведениот корнер, Грнчаров со глава се обиде, а голманот на победа уште еднаш одбрани. Се играше 34-та минута, кога Којашевиќ одлично во контранапад излезе само од лево и неговиот лоп удар заврши за малку крај голот. Во 38-та минута конечно гол за Вардар. По акцијата во средината на теренот проигран беше Брдаровски на десната страна, кој што центрираше до Којашевиќ, а Црногорецот асистираше до Фелипе, кој што од 20 на метри е прецизен во мрежата на противникот. Заслужено водство за Вардар. Во судиското на дополнување нова голема шанса за актуелниот шампион. Гачевски испрати долга топка до Боарето, кој со глава го проигра Петковски. Ово излезе сам пред голот, но обидот оди за малку престативата. Само што почна второто полувреме, ведна шанса за Вардар во која се најде Спировски, но шутираше само по средината на голот каде што Талески одбрани. Во 61-та минута, нова голема прилика. После контранападот на Хамбарџумјан од десната страна центрираше до Боарето, кој што од 3-4 метри со глава се овиде. Топката отиде за малку крај голот. Едно од ретките шанси на победа во 68-та минута, кога по изведениот корнер Карчевски со глава ја зафати топката која отиде над голот. Којашевиќ одново испушти прилика да се запише во листата на стрелците, кога во последен момент неговиот удар беше изблокиран во 72-та минута. И во 81-та минута обид на Грнчаров со глава по центрашутот на Којашевиќ. Топката оди над голот. На крајот последна шанса за победа се обиде Карчевски од 25 метри. Гачевски беше сигурен и одбран. На крајот дојде и последниот свиреш на судијата Бартон, кој што покажа 7 жолти картони, 4 за домашните и 3 за гостите. Победа за Вардар во Прилеп.